благодарам на присуството. Наистина присуствуваме на еден убав настан. Би сакал да честитам на градоначалникот, на советниците, исто така на членовите на совет, на сите вработени во општината за тоа што општината континуирано во изминативе 2 години се развива. Општината е во исклучително тешка ситуација. Градоначалникот ја затекна со огромен долг. Во моментот долгот е некаде над 100 милиони динари, што за вака една мала општина е навистина голем товар. Но самото тоа што и со огромен долг кој што е наследен од неговите претходници успева да менаџира и да изработува проекти, говори за посветеноста и за напорната работа. Така ќе биде и после следните парламентарни избори. Ние предвидуваме огромни средства да се слеваат директно во општините. Имено планираме околу 250 милиони евра од капиталните расходи од буџетот секоја година да доаѓаат во општините и тие да бидат распределувани рамномерно според бројот на жители во секоја општина и според економскиот перформанс. Тоа значи дека во рок од 4 години некаде над 4 милиони евра ќе влезат тука во општината само од буџетот, директно како дотација со кој што ќе може општината да се развива и да работи на нови проекти кои што ќе бидат од корист на граѓаните. Сето она што им е потребно на граѓаните во делот на инфраструктурата да се заврши, да се изработи и конечно после 4 години темата локална инфраструктура да ја затвориме со цел да имаат сите жители на сите населени места во Македонија едно поубаво место за живење. Така што уште еднаш честитки и благодарам на поканата. Ќе дозволите да искоментирам, имајќи предвид дека сме во земјоделски крај и исклучително лошата состојба во земјоделието во изминатиот период. Гледаме една катастрофа каде што за само 5 до 6 години се преполови обработливото земјиште во државата, односно земјиштето кое што се обработува. Тоа е пред се резултат на лошите политики во делот на субвенционирање. Се промени целосно начинот на субвенционирање што демотивираше голем број земјоделци да работат. За жал, дел од нив ги видов во Швајцарија, во мојата последна посета во Швајцарија, кај нашата диаспора, наместо да си ја гледаат среќата тука, ги видов таму. За жал се изненадив од многу луѓе кои што ги видов таму, а кои што мислев дека се тука и ги познавам баш од овие краишта, така што состојбата е катастрофална, иселувањето е масовно и тоа е нешто на кое што интензивно ќе работиме исто така после парламентарните избори. Јас се завршам тука, повелете со прашање и на темата и надвор од темата секако. Домар ОДПМН вас ве потенцираше како носител овде во четвртата изборна единица. Господин Николовски, што може да очекувате? Вие што може да очекувате или што ќе очекувате од ова четврта изборна единица и во однос на изборите и во делот на резултат? Па, прво во делот на резултати е спортски да се изразам. Јас имам компетитивен дух и сакам да се надпреварувам. И знаете дека пред 4 години дојдов тука директно да се спротивставам на Зоран Заев. Не беше случајно тоа што дојдов пред 4 години во четвртата изборна единица. Мислам дека е честно и сега да бидам носител во четвртата изборна единица и затоа сум носител, затоа што во овие 4 години заедно со пратениците кои што се позади мене, мислам дека одлично се боревме за сите кои што живеат во четвртата изборна единица. Она што можам да го кажам е дека ќе имаме најубедлива победа во цела Македонија тука во четворката. Ќе освоиме најмногу гласови, ќе освоиме најмногу пратеници. Во тоа сум убеден. Така што најголемата победа за ВМРО ДПМН ќе биде во четворката. Како потпредседател на ВМРО ДПМН, имате ли став коментар во однос на набавката на 45 возила преку службата за општи заеднички работи на владата? Се работи за една масовна од една страна плячка, од друга страна расипништво. Мислам дека последно што им треба во моментов на институциите во Македонија се нови возила за луѓе кои што и онака ќе си заминат од власт за 2 месеци, а после тоа ќе користат друг тип на возила кои што се генерално насочени кон казнено поправни установи во државава, а не службени возила. Така што се работи за едно расипништво, се работи за криминал, не се само овие 45 возила кои што ги набавува владата, исто така да ја потсетам јавноста дека Електрани на Македонија Елем во услови кога во Македонија струјата е екстремно скапа, набави возила во вредност од 1,5 милиони евра. Така што од една страна да им ги кревате сметките за струја на граѓаните за 2 пати, некаде и за 3 пати, а од друга страна за 1,5 милиони да набавувате возила, само говори за какви бандити се работи. Сакам да ги предупредам и оние така наречени економски оператори или фирми кои што ги добиваат овие тендери, 5 пати да отворат очи пред да ги потпишат и 10 пати да отворат очи пред да го дадат процентот кој што им го бараат раководителите
од државните институции, конкретно во случајов од ЕЛЕМ или од владата, затоа што за се имаме сознанија и за се има одговорност и нема да одговараат само носителите на јавни функции, ќе одговараат и управителите и собствениците на фирми кои што влегуваат во вакви коруптивни шеми.